работа, сега е повторно време за гости. Ви кажав на почетокот дека денеска имаме полна куќа гости, иако со првата гостинка разговаравме на тема здравство, со следните гости влегуваме во светот на театарот, во светот на имагинациите, на фантазијата и секогаш можност да излеземе од реалноста која баш и секогаш не ни е розова. Едно најтопло добре дојде за нашите гости и пријатели на Алфа телевизија, актерите Роберт и Миријана Ристови. Чести задоволство ми е, добро утро и убав ден ви посакувам. Честа е наша, благодарност за просторот, добро утро. Так, задоволство ми е секогаш Иренче вакви гости како денешниве да ги слушам и да се информираме за се што може би малку ќе не воведе во една друга и поинаква реалност, а секогаш актерите ни ги даваат таа привилегија на сите нам, нели? Мислам дека овој пат не, бидејќи представата зборува токму за оваа реалност. Сега ги слушам, да, нашата Само ќе ја розева. потврдите, сакаш да ми кажеш? Точно така и ќе ја потенцираме истото. Да. Но и тоа е понекогаш на уметнички план добро да се види и да си донесеме сите вака во себе некоја размисла како вие на вас, актерите, да го глумите реалниот живот во македонски услови? Како ние? Па тоа е одговорност за да се долови вистинската слика, да се потенцира она што е во случајот најстрашното и да се најдат причините за тоа зашто младите луѓе си одат до оваа држава. Представата Земја на штркови зборува токму за големиот број на иселувања од Македонија кои што ни се случува со автобуси. Да. И ние не можевме да останеме неми на оваа тема и така по неколку месеци работиме оваа представа која токму зборува за тоа и за причините и последиците, нели, од ова сето што се. Допрва ќе ги чувствуваме, Иренче повели. Сузан, многу ти благодарам за убавата најава. Нашите гости Роберт Ристов и Миријана Ристов, актери и сопружници. Роберт и режисер на представата, веќе ја споменавте, Земја на штркови, која што својата премиера ќе ја има во понеделник на 18 ноември во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид. Премиерно за прв пат се изведува. Вие сте веќе во подготовки, имате сигурно и проби. Ја начнавте за почеток темата, ама сакам сега еве повеќе да ни кажете за што зборува представата, која е пораката што сакате да им ја испратите на гледачите, на публиката. Па да одиме со ред, текстот е на Јана Добрева, тој е бугарски автор, која што е повеќе пати, можеби десетина пати наградувана како автор на текстови. Текстот е пишува некаде пред повеќе од 20 години и говори за нивна Бугарија, но јас на тој текст има направено нова адаптација која адаптиравте за нашиве услови сега, она што не се случува. Текст е многу надополнет, можеби 30-40% од тоа што беше напишано е сменето и додадено и сега е актуализирано. Но текстот е без задршки. Зборуваме за одење со бугарски пасоши како единствен начин да се излезе од оваа држава, нели, за едно време пред тие 20 на години, бидејќи имаме два пара, едниот наше годиште, кој што во средни години, во средни години и едни млади деца кои што и едниот и другиот пар, едниот ја живееле, а другиот ја живее дилемата дали да замине, дали да остане во државата. И двата пара се распаѓаат токму од истите тие причини. Така што темата е доста сериозна. Упатуваме големи пораки до луѓето кои што се што се нафатиле да ја водат оваа држава, луѓето кои што се во позиција да менуваат нешто и самите ние да не останеме да молчиме туку, едноставно редно е нешто да се направи, редно е да гледаме повеќе за народот, за промени, во системски промени, пред се како приоритет да ни биде државното добро, а потоа сопственото добро. Редно е да почнеме да размислуваме. Да биде ова наша земја каде што живееме сите ние заедно, поубаво место за живење, да не ги иселува не само младите, туку веќе се иселуваат и
луѓе во зрели години, изреализирани, на добри позиции овде, се иселуваат од неправда, едноставно од она што го од системот, па некои дури и од загадувањето што го имаме, што е актуелно во градов. Која е екипата? Споменавте, вие сте режисер, споменавте сценариото Чивое, која е актерската екипа која што учествува, која што ќе биде на сцената заедно со вас? На сцената повозрастниот пар јас и Роберт, а помладиот колегите Радо Алексовски и Изабела Јакимова. Кореографијата е на Кренаре Невзати Кери, музиката е на Оливер Јосифовски и Далибор и Давор од Љубојна. Вера ни е Милошевска е вокалот. Кои други помагаат? Прекрасна музика, прекрасна екипа. Мислам, многу сакам да се заблагодарам на цела оваа екипа затоа што навистина мислам толку навлеговме во сите овие теми што до срж секој максимално си ја сработи работата. Од музика, кореографија, актери, режија, станува збор навистина за една прекрасна представа која вреди да се погледа. И да не ги заборавиме Елена Лука, тие се наши спонзори, редовни поддржувачи на нашиот театар и ни ги изработуваат костимите, со нивна и креацијата, така што презадоволни сме и од нив. Друго нешто, и знам дека сепак не смееме да одиме со спомнување на спонзорите, но ете, генерално ќе се заблагодарам за сите приватни компании кои што на некој начин се обидува да допринесат и помогнат да се реализира овој проект. Представата. Да. Вие сте брачен пар и приватно, брачен пар глумите на сцена. Предпоставувам не ви е многу тешко тоа да изгледа нормално, нели? Да изгледа многу поблиску до гледачите. Имавте глумено и заедно во филм, така? Да. Каде ви е полесно да глумите, каде повеќе сакате, на театар или во филм? Каде повеќе се наоѓате? Јас лично во театар. Мене ми е, ама баш кажев се едно не е прави вистински збор, кејф ми е да играм и таму и таму. И таму и таму. Да. Сам јас извинувам, би сакал само да се заблагодарам и до театар комедија, до дирекцијата што се обиде да ни даде услови да правиме проби во театаров, иако и таму беше густо, се обидовме на многу начини. Во ова наша Македонија имаме проблем со простор во кој што би можеле да работат приватните продукции. Се изнамачивме, работевме во многу алтернативни простори кои што всушност не се услови за проби. И мораме да го спомнеме вака јавно и се надевам дека некој од министерство ќе го чуе тоа и дека ќе се направи некаква промена. Тоа не е само наш проблем на театар провокација, туку на повеќето приватни театри, затоа што во другите институции се работат паралелно по неколку проекти, реално и не може да не приме затоа што нема физички место како да се вратиме сега на земја на Штрекови, кажавме дека ова е битен момент, потребни се промени и таму. Оваа представа е за промени, но промени за третирање на приватната продукција во оваа држава, да се направи некаков објект каде што би можеле да се пробува и да се продуцира, да се твори. Да се твори. Земја на Штркови, кажавте, премиерата е понеделник во Охрид, потоа каде настапувате? Свети Никола 22. Па потоа во Пробиштип, каде има Велес, а премиерата во Скопје? Имаме реприза во Охрид, премиера во Скопје во МКЦ, премиерата во Скопје. На 11-12. На 11-12. Да. Добро, значи ќе има една турнеја Свети Никола исто така. Кажавме, една турнеја, мини турнеја низ Македонија. Сега оно што сакам да споменаме дека на 1 декември заминувате за Шведска. Така? Ајде да ни кажете малку околу тоа. Оваа представа нема да се игра тамо, така? Со други две представи? Со други, да, бидејќи сега е премиерата, нели, не можевме материјал да доставиме, но верувам и со оваа ќе појдеме понатаму. Ќе одиме со детска представа Штурецот, Штурчето и мравките и со представата Разведиме, вечерната представа. Ќе гостуваме на 1 декември, наутро за дечињата. Каде во Шведска, бидејќи не гледаат сигурно и нашите, да си ги поздравиме сите наши кои што не гледаат широм диаспората. Ете, поканете ги на 1 декември, кажете каде, во кој град сте? Трелебург, да, во Шведска. Тоа е на долниот дел, на јужниот дел од Шведска. Така што мислам дека и Малме, колку ми ни кажаа дека оддалече
беше околу половина час половина некаде, час, да, така така да, да. близу е, ке се случува еден дом на култура, убава е сцената, во организација на Македонското друштво Трелеборг, Ете така. целото ова и благодариме. Датумот е први, времето кога е на едната, кога е на другата Од представа. 11 Секој кој часот што има детската. можност сега да ве слушне, може би ќе сака да се и картите како да се набават. Значи, во недела се случува настанот, од 11 часот е детската, штурците и мравките, додека од 18 часот ќе биде вечерната представа разведиме. На истото место. Да, на истото. билетите мислам дека е бесплатно за дечињата, дека истите тие трошоци ги покрива Македонското друштво, додека за возрастните има некоја си символична цена која што можат да ја видат на библиотека Библиотеката. Трелеборг, Македонското друштво Трелеборг ги има објавено тие информации. Одлично. Да. Супер. За нова година каде сте? Тогаш ќе се ќе се подготвуваат оние, претпоставувам, Детските. детските новогодишни. Се планира нешто тоа од сега или уште рано? Се планира, веќе сме и подполнети скоро со термини, вистина, да, браво. од училиштата, од некои фирми и така натаму. Ја имаме детската представа Дедо Мраз те сакам јас и од 16 веќе декември ни е премиера на таа, тогаш стартуваме. Така да сега овој период ни е така малку по Активен. поактивен. Да. Епа по одморањето во лето, сега следува еден поактивен период Да. пред нова година. Глумите и детски представи и представи за возрастни. Каде се наоѓате повеќе? Кои представи ви се вака повеќе ви лежат? Со која публика е полесно да се комуницира, бидејќи кога сте на театар, претпоставувам дека она што секој актер на секој актер му е мило е она интеракција што имате со публиката. Која публика е поискрена? Со која публика вие повеќе сакате да работите? Вчера баш игравме во Виница и одамна ја немавме одиграно детската представа Штурците и мравки. Одамна пред непол месец. И рековме, колку е добро се после тие напорни проби, после тие мисли околу продукција и сите тие работи, ова е многу полесно. Почнавме на самиот почеток да зборуваме. Заврши представата со тие кореографии, со тие сонгови, пошто тоа е детски мюзикал, обработени се песните, сонговите од песните од Битлси. И рековме, ова е млачно, заворно, сепак во Значи, се си има салата своја се си има тежина. своја тежина, да. Да го држиш вниманието на 200 деца е исто голема Предизвик, задача, да. голем предизвик, да, и успеваме и во тоа, така што го сакам и едното и другото. Не ми се откажаме ниту едното, ниту Си ја другото. сакате работата со љубов, си ја работите. Земја на Штркови, да се вратиме повторно сега на представата. Се игра во премиерата е во Охрид. Дали се картите распродадени? Ако не се пуштени кажете каде во- може да се набават? Билетите се за сите пуштени заинтересирани? во продажба на билетарницата на Охридскиот театар и имаме онлайн продажба пуштени, може да се најдат на нашата веб страна театарпровокација.мк и на zlatenzap.mk. Додека после тоа следната представа ни е на 22, тоа ни е во Свети Николе, 26 ни е во Пробиштип, 6 ни е во Велес, 10 имаме реприза во Охрид и 11 скопска премиера во МКЦ. Ете така. Одлично. Ме прекина. Не, тоа сега за сега тоа е закажано, потоа мораме да го Потоа се предвидиме оние со што ги новогодишните кажавте, представи, да, новогодишните. патувањето во Трелеборг, така да. Да. Роберт, актер и режисер, како се снаоѓате во режисерската улога? Јас во режисерска улога уживам кога Да? сум од другата страна, да, но кога во Кога ваквите треба да ве слушаат вас, ситуации, така? Не знам, не е тоа Се цела, шалам, не е се тоа шалам, поентата. Поентата е да се креира, да се оживе еден сон кој што тлее во мене. Но кога е во ваква ситуација, кога и морам да играм и да режирам, тоа е веќе многу потешко и не радо ја прифатив ова работа, независно како тоа ќе делува сега пред медиумите, еве некакво перење, не е тоа, бидејќи сакавме да го подигнеме проектов на едно повисоко ниво, да имаме оригинална музика, да имаме текст кој што веќе е напишан, да се направи адаптација на тој текст, да имаме одлична сценографија, да имаме одлични костими. Сето тоа ни бара едни дополнителни финанси, проектов не е финансиран од никого. Значи, ова се приватни спонзори кои што дават кој колку може, но тоа е далеку од ја препознаа вистинскиот. пораката на представата и сака да... Но тоа е далеку од вистинскиот буџет кој што е потребен. Јас сакам да се заблагодарам еве јавно и на нашите колеги, младите актери кои што доаѓаат
доаѓаат без финансии за подготовки, работат 2 месеци и повеќе. За Изабела и за Изабела и за Радо. И ние сме исто така го работиме тоа. Едноставно доправа треба да се заработи нешто, ако се заработи од самите представи, бидејќи од таму треба да се платат и сите овој авторски тим кој што прави музика, кој што прави кореографија, го напишал текстот. Така што многу е мачно да се работи и организацијата, да се работи и режијата и да се игра. Тоа се голем товар кој што си го земавме и Мими како организатор и јас како и режисер и како некој кој што изработува и сценографијата, но мора така бидејќи нема шанси да се издржи финансиски ако викневме дополнително режисер или друг актер кој што треба дополнително да се плаќа. Така што принудени сме да го правиме ова, но тоа не значи дека не го правиме квалитетно ова. Си дадовме повеќе време, подолго време се крчкаше проектот во мојава глава, јасно ми беше што тоа треба да се направи на сцена, како треба да се оди. Се снимаме, ги снимаме сцените, ги гледам дома, ги коригирам, тоа е макотрпна работа, но ете кога на крајот ќе се изроди проектов, е еден благодет на душата, убаво ни доаѓа на сите. Да. И уште поубаво е кога е вака брачен пар, заедно сте, си помагате и дома, предпоставувам, имате нон-стоп си се како еден коректив сте си еден на друг, каде што Роберт греши, Мими ќе каже и обратно предпоставувам, бидејќи сте заедно и имате навистина преубава енергија, убава позитивна енергија вака наутро, иако е надвор тмурно времето, некоја убава навистина енергија ни внесе овде во студиото, а верувам дека и гледачите уживаат. Вреди да се погледне оваа представа навистина и јас ветувам дека ќе бидеме на лице место тамо кога ќе биде Скопската премиера на 11 декември во културно-информативниот центар, така кажавте. Да. Еве, ние ви тврдиме дека се работи за едно уникатно театарско дело, зад кое што стоиме сите ние како автори, како изведувачи и дека, нема да ви биде џабе трошење на времето, туку напротив, ќе видите дело кое што се надевам дека ќе отиде на некој од фестивалите, затоа што стоиме зад него. Марамчиња треба да се помесува? Во последниот дел, да. На самиот почеток, да, внимававме на тоа да има и моменти кои што ќе забавуваат публиката, комични моменти, да биде тоа игриво, да биде тоа допадливо на публика, но подоцна како се навлегува во самата тема. Да, тоа е доста емотивно. И честитам на вистина за вложениот труд и убаво да поминете во Трелеборг, Малме и не заборавајте да ја посетите и Данска, бидејќи само на 20 минути преку мостот вие и Данска и Копенхаген, одлично. Ви благодарам многу. Што еве успеавте и да стасате на време и да станете рано, бидејќи сте актери. Обично важи тоа за актерите суза дека не сакаат многу рано да стануваат, нели? Не, Роберт вика не. За нас тоа не важи. Меѓутоа не важи. Ви благодарам во секој случај и се гледаме на представа. Благодарам на одвоениот простор. Едва и чекаме сите заедно.